Центарот за развој на Североисточниот плански регион денеска во ресторан Грација организираше обука на тема Основи на зелена инфраструктура и зелени градови во рамките на проектот Урбано зазеленување за здраво дишење. Станува збор за проект финансиран од Европската унија од ИПА-3 програмата прекугранична соработка меѓу Македонија и Бугарија. Станува збор за втор тренинг, првиот тренинг се одржал и бил пред 5 месеци. Се работи за проект од Европска унија, од ИПА-3 програмата, прекугранична соработка помеѓу Република Северна Македонија и Република Бугарија. Партнери во проектот се Центар за развој на Североисточниот плански регион, општина Кюстендил и општина Куманово. Се работи пред се за зелена инфраструктура и самиот проект урбано разеленување за поздраво дишење не наведува на тоа да од активности ги треба да исковеде центарот, се пред се мапирање на потребите од разеленување на града, изработка на стратегија и акционен план за идниче. Целта на този проект Целта на проектот е подобрување на зелената средина во двете општини, Куманово и Кюстендил, односно подобрување на средината во која живееме за поздрав живот на децата и на сите граѓани. Не е само парковите, тука се и друга инфраструктурна опрема или инфраструктура која може да се стави во повеќе функции, во функција на намалени влијања климатски промени, во функција на прифаќање на големи количини на дожд, во функција на, ајде кажеме, не е само урбаното, туку и подобрување или вон градското површина е таа која што тоа се заштити. Се работи со природни решенија как градови например се намалат ерозија, како да се заштитат поплави и така. Ако не сето ова гради концептот за зелена инфраструктура. Всушност, самите знаете, едно од 7 антички светски чуда се зелените градини, туристичките градини на Вавилон, каде што всушност пред летници години била поставена инфраструктура зелена, се со цел градот или тогашниот Вавилон да биде заштитен, била чист воздух, да се заштита од ерозија, да се влијае на поплавите и така тоа. Значи всушност не е дека Бугарија е многу напред, а може и повеќе во делот на заштита на животна средина, може и повеќе средства ќе стела. Јас секогаш викам дека со домаќинско однесување и одржливо менаџирање на проектите и на буџетите, самите општини може да допринесат за зголемување на инфраструктура, подигнување на нивото на отпорност на заедницата од природни непогоди, а со тоа автоматски доаѓа нивна пейзажната вредност, всушност на зеленилото.